сега ќе зборуваме за нешто убаво, ќе зборуваме за музика и секако на крајот на разговорот ќе ви го представиме најновиот спот, најновата музичка песна од нашата утринска гостинка Наталија Данелова. Добро утро, Наталија. Добро утро, Ирена. Фала ви на поканата и на добриот пречек со чај, со муабет, така да сум ви благодарна за вашата покана. Наталија, не си единствена. Да, не си единствена која што вака убаво не фали пред гледачите, да знаат дека сме добри домаќини, не добри, него одлични домаќини и како што имаме убави интересни содржини, така и кога ќе ни дојдат гостите овде во телевизија, навистина сите се чувствуваат пријатно и сакаат повторно да ни бидат гости за тоа. Да. Честитки за новата песна, честитки за новиот спот. На крајот на разговорот ќе го видат и нашите гледачи. Ќе си зборуваме и за песната, и за спотот, и за она што е најново од тебе, а ќе следи периодов, нели? И подготовка на нов албум. За почеток би сакала да те прашам, да те навратам наназад низ годините за твоите почетоци. Како започнува музичката приказна на Наталија? Зошто се одлучи за музиката? Сметам дека ја не се одлучив, туку музиката се одлучи за мене. Сметам дека ние што имаме талент не го одбираме да го имаме, туку ни е даден. Уш од многу мали години пројавив афинитети кон музиката и од секогаш сум подпевнувала низ дома. За прв пат застанав пред микрофон во предшколска возраст, во забавиште. Имам и слики на кои што секогаш сум среќна кога ќе се навратам да се потсетам на моите почетоци. Така да тогаш беа некои официјални почетоци, после ни сите училишни представи, патронати, па следуваа многу музички шоа на кои што сум била. 2018-та го заокруживме првиот албум кој што во етер е пуштен, насловен како Се за тебе. Сум се појавила на сите македонски, сум била дел на сите македонски фестивали. До ден денес работам некогаш со побрзо, некогаш со побавно темпо во зависност од како ни се плановите и обврските други пропратни во животот. Цел еден албум позади тебе, ама ние се немаме видено скоро 2 години, можам да кажам, од промоцијата на твојата последна песна Небо диво. Да. Овде правевме исто така промоција, нели? Поминати се скоро 2 години. Како си задоволна, како помина песната, како е прифатена Небо диво? Небо диво имам секогаш позитивни коментари дека луѓето сакаат да си ја пуштат во кола и да играат. Имав доста снимки со тагови по сториња, кој е на одмор, кој е на плажа. Така да сметам дека малку ја подигнавме вибрацијата после тешкиот период од короната. Имам убави реакции, има доста гледаност на YouTube. Сум благодарна на сите фанови кои што ја почитуваат мојата музика и воопшто македонската музика. Интерпретираш поп музика, така? Да. Значи забавна е, да кажеме. Подпевнуваш некогаш народно на твоите настапи? Или не, народно не, затоа што нема да остане на едно, а јас повеќе љубам да пеам македонска забавна музика и странска, да речеме, во жанровите на поп, рок, да речеме понекогаш и блуз и сол, зависи каков е концептот на локалот или каков тип на евент е на кој што сум поканета да ги забавувам гостите. Народно знам да запеам по дома или да речеме ако сме одбрано друштво, па за своја душа, така? Да, инаку ја негувам и народната македонска музика, несомнено сите македонски народни песни ги знам и многу сакам да ги пеам, меѓутоа во локалите на настапите не ги практикувам. Спомена дека си имаш настапувано на фестивали, скоро на сите македонски фестивали за поп музика и настапуваш низ локали на секаде низ Македонија. Широм Македонија. Има нешто, некој настап можеби надвор од нашава држава? Сум имала и надвор од нашата држава, сега ќе бидеме дел од еден конкурс кој што е надвор од границите. Имаме во план да пуштиме на конкурс песна во Тиват и песна во Италија, не се сеќавам точно во кој град се одржува фестивалот, ама... Кој фестивал, Сунчане скале или не? Не е Сунчане скале, некој од помал калибар. Тој беше Херцег Нови, јас сега се помешав. Да. На Тиват има настапувано неколку македонски имиња. Оваа година ќе пратиме заедно со тимот на конкурс песна таму, па потом ќе видиме што ќе се случува. Да. Го спомена неколку пати тимот. Да кажеме кој е тимот кој што стои позади тебе, со кого соработуваш најмногу? Најмногу соработувам со Весна Малинова.
Музика и текст за последната песна исто се незини, аранжманот го направи Илија Ќосевски, аудио се снимаше во студиото на Илија во Штип, видеозаписот го направи Pine Steel продукција. Го поздравувам Ѓорги Вацев. Така да тоа е тимот со кој што чекорам низ овој жанр на музика. Многу сум благодарна што ги имам најдобрите, барем за себе, затоа се и така избрани, затоа што сметам дека се најдобри и најквалитетни, имаат голем опус позади себе сите соработници. Весна е еден извонреден композитор за кој што има творено за сите наши македонски артисти и сум многу благодарна што имам честа да соработувам со нејзе. Да, секако. Спомена полека вака некако ни оди муабетот кон албумот, бидејќи нели го споменавме тимот кој што стои позади тебе, истиот тим работеше и со првиот албум? Да, истиот тим. Илија Ќосевски е појавен сега во другиот дел, во последните 2-3 години работа, меѓутоа на претходниот албум како аранжери се евуваат Ѓорги Вацев, кој што сега е во видеопродукција, Филип Тинев, Владко Сапламаев, тоа се се мои пријатели и другари од нашиот крај, од Богданци, со кој што сум се соработувала на повеќе настапи и приватно многу се дружиме. Да. И затоа и соработката нели е неминовна и успехот е неминовен, вие се здружите и приватно. Ни се познава таа нишка која што се провејува, дека и приватно сме блиски пријатели и другари и си помагаме во кога е неопходно. Да. Она што е сега следно од тебе, значи кажавме песната Милост и денеска ќе ја промовираме, ќе ја слушнат гледачите, ќе го видат спотот. Песната Милост ќе биде дел од новиот албум. Имаме ли можеби веќе дефинирано колку песни ќе бидат на новиот албум, кога се планира да излезе, како ќе биде насловот на албумот? На албумот немаме дефинирано точна бројка на песни, затоа што оставаме до последен момент да видиме кои ќе бидат тие бонус песни или бонус траки. Ќе се најдат на албум песните кои што веќе се отпеани по фестивалите, на Маквес и на Охридски трубадури. Милост секако ќе биде дел и ни недостигаат уште две кои што се. Едната е скоро готова, отпеана во студио, треба да се доработи и уште една која што треба да ја отснимиме. Ке има време кога да го промовираме албумот. Да, насловот нема да го коментираме, ќе се видиме за набрзо, пак ќе ви ги откријам. Ќе има промоција, претпоставувам, некаде на пролет или како се планира? Да, на пролет ќе биде промоцијата на албумот. Имаме еден концепт смислен кој што ќе можеме нашата музика да ја понудиме или да ја пласираме во повеќе градови низ државата, затоа што не сите можат да дојдат во еден град. Најчесто се прават промоциите во Скопје, меѓутоа ја сакам мојата музика да ја доближам ширум сите слушатели во Македонија, така да имаме еден концертен настап низ повеќе градови, така е замислата, се надевам дека ќе ја реализираме и ќе бидете поканети на нашата промоција секако. Со задоволство ќе присуствуваме. Сега настапуваш, така, имаш настапи широм Македонија. Што е она што најмногу сака публиката, бидејќи изведуваш поп музика, значи забавна музика, на што најмногу се веселат младите сега? Кога не станува збор за народната, бидејќи таа сама по себе, нели си е весела? Треба да одбираме локали во кои што се слуша наш тип на музика, затоа што ако отидеме во локал каде што се слуша друг жанр, публиката ќе очекува друго. И они ќе имаат незадоволство и ние ќе имаме незадоволство. Меѓутоа, затоа викам секој треба да си го одбере местото каде што ќе се пласира. Можам да посведочам и како дека македонската музика препознава добра македонска музика, македонската публика, да, и препознаваат добри вокали. Например, има неколку локали низ Македонија, каде што многу често настапувам, без оглед во кој состав, дали е акустика, дали е на матрици, во кој состав да е, многу низ годините ме почитуваат и без разлика што ќе им пласирам како музика, они се веселат. Така да препознаваат квалитетен вокал, кој што дава емоција, кој што ја покрева публиката, така што не им е важно буквално дали тоа ќе биде, не знам, песна од еден изведувач или од друг изведувач, се препуштаат на атмосферата. По-старите мелодии, по-старите песни или подеднакво? Нема некоја разлика. Подеднакво. Зборуваме за македонската забавна музика. Да, подеднакво. Јас сакам да ги миксам постарите со поновите. Кога збориме за постарите, тука е Маја Оџоклиевска, Миријана Иросана, тука е, не знам, Калиопи, секако, и новите и постарите песни ги миксам.
Пеам и авторски мои песни, така да правам еден сплет кој што е шарен, да се задоволат сите вкусови на публиката. Наталија, што слушаш приватно? По дома? Што најмногу си подпевнуваш? Што слушаш? Која музика? Кажа и македонска и странска. Изведуваш и македонска и странска музика на настапите. Ама еве вака ти дома за душа, за твоја душа, што најмногу може да те расположи? Или зависи од моментот, зависи од денот, зависи од расположението? Да. Кога треба да се расположам и да се спремам, еве наутро сум станата многу рано, и со чест и задоволство сум дел од вашата емисија, не се жалам, да не ме сватат погрешно.